Јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје преку соопштение информира дека во текот на утрешниот ден од нивна страна се предвидени активности за санација и децениски задоцнета модернизација на главниот градски водовод. За оваа цел, како што известуваат од претпријатието, е изготвен оперативен план со кој се предвидува прецизна постапка за овој зафат со цел брзо и ефикасно завршување на ваквиот потфат. Главна цел на овој оперативен план е подобрување на водоснабдувањето и притисокот во општина Ѓорче Петров и Карпош со репарација на 6 сегменти каде во изминатите децении се нотирани огромни загуби вода, велат од Водовод и канализација Скопје. Оттаму додаваат дека ќе се направи проверка за исправноста на воздушните вентили и спусти хидранти поставени по должината на цевководот. По утврдувањето на состојбата и констатирањето на нивната исправност, сектор Водовод со екипи составени од 6 пункта, носители на работата со обезбедена испомош на конкретни работници од други пунктови, ќе обезбеди сигурно празнење и полнење на системот. Од јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје информира дека акцијата е предвидена на 21 декември, односно сабота со почеток во раните утрински часови, кога сите екипи на секторите ЕОК, механизација и водовод ќе бидат на предвидените локации. Се очекува оваа операција да заврши за помалку од 15 часа, во кои најмногу време се одвојува за празнење и полнење на магистралниот водовод. Апелираат до сите јавни чинители да внимаваат во изнесувањето информации и да не предизвикуваат страф и паника кај граѓаните за неколкучасовното немање вода. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски денеска го посети новогодишниот базар на книги кој во следните 3 дена се одржува во трговскиот центар Рамстор. Во рамки на базарот свој штанд за книги има поставено и македонската авторка Ксенија Николова. Читањето книги е една од најмоќните алатки за создавање пообразовани и критички генерации. Ваквите креативни настани не се само можност за промоција на книгите, туку да ги поттикнеме младите да развиваат здрави навики за читање. Чест ми е што заедно со нашата авторка Николова ја подигнуваме свеста за поддршка на домашното издаваштво. Продолжуваме да бидеме партнер на сите млади креативци кои со своите дела го прават поубаво нашето секојдневие, истакна првиот човек на општината Центар. Инаку со поддршка од општина Центар излезе од печат најновиот роман на Ксенија Николова «Зад маските», кој зборува за љубовта, мистеријата, семејството и пријателството. Општина Газибаба објави јавен повик за најубаво новогодишно украсување. По повод новогодишните и божичните празници ги повикувам жителите од општина Газибаба заеднички да го разубавиме просторот во кој живееме и работиме со свој придонес во новогодишното украсување, порача градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски. За таа цел општината обезбеди парични награди за најубаво украсените дворови, тераси, заеднички простор пред зграда, заедница на станари, простор пред стопански субјект, градинки и основно училиште. Пријавувањето може да го направите на телефонските броеви 02 321 2886 и 076 469 554. Најдоцна до 25 декември до 16 часот. Податоците да содржат адреса и телефон за контакт. Комисија од општината ќе ги посети пријавените на 26 декември по 17 часот. Најава за целосна блокада на Скопје ако нема плата. Ваква закана пристигна утрово од вработените во јавното претпријатие улици и патишта од протестот пред канцелариите на администрацијата на град Скопје. Имено беше посочено дека немаат гориво, возила седат во гаража, нема редовна плата, а имаат обврска кон банките да ги исплаќаат земените кредити. А немаат земено ниту К15, иако и тоа законски им следува. Председателот на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, Маријан Ристевски, ја опиша ситуацијата во претпријатието како крајно критична. Тој рече дека се најавуваат протести со механизација, а овие вработени ги контролираат и семафорите. Не би сакале да направиме тотален хаос, порача Ристевски. Тој истакна дека минатиот месец имало средба со новата директорка на претпријатието, за која кажа од 5 или 6 директор во мандатот на скопската градоначалничка.
Скопје утрово е најзагаден град во Европа, покажуваат податоците на специјализираната страница за мерење на квалитетот на воздухот IQ Air. Индексот на загаденост во Скопје достигна 163, што е доста висока вредност. Прв на листата на најзагадени градови во светот е Делхи во Индија. По него се Лахор во Пакистан, Акра во Гана, Багдад во Ирак, Кабул во Авганистан, Дака во Бангладеш, Вухан и Ченгду во Кина, Ханој во Виетнам, а на 10-то место е Скопје. Според податоците на IQ Air, Приштина е на 19-то место, Букуреш на 20-то, Белград на 25-то, Софија на 45-то и Атина на 63-то место. Иницијативата Зелен хуман град на протестниот марш против аерозагадувањето што се одржа на 10 овој месец во Скопје, побара итно и системско справување со аерозагадувањето преку имплементација на ефикасни мерки кои ќе го заштитат здравието на граѓаните и драстично ќе го намалат аерозагадувањето. Организаторите на маршот соопштија дека протестот се организира бидејќи секоја година од 3828 до 5000 луѓе во државава ги губат своите животи како директна последица на изложеноста на штетните честички. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам во